денеска ја одржавме 106-та седница на Советот на јавните обвинители на Република Македонија. Имавме повеќе точки на дневен ред, меѓутоа една од позначајните точки беше разгледување на изјавите на јавните обвинителки Лејла Кадрију, Марија Ѓоргева и Катица Јанева, јавен обвинител на специјалното јавно обвинителство. По обемната дискусија, разгледувајќи ги изјавите, дојдовме до заклучок, значи Советот единствено, дека Катица Јанева во конкретниот случај го прекршила Законот за јавно обвинителство, Закон за работни односи, така што по нејзино наоѓање, без да спроведи постапка, без да се донесе било какво решение, ги отстранила од работните места, поточно, значи на еден брутален начин биле изфрлени од нивната канцеларија, а за тоа напомош го повикала и некој од судските полицајци кој интервенирал при иселувањето на двете јавни обвинителки. Исто така Советот заклучи дека во писменото обраќање дека сами тие побарале да заминат. Тоа не е точно, тоа категорични се двете јавни обвинителки и буквално речено писмото е со невистинита содржина која кажува дека по нивно барање, по нивно писмена барање. Таква работа нема и не произлегува од исказите на двете јавни обвинителки. Понатаму разгледувавме и нова точка, поднесок од Советот, од Судскиот совет. Тоа е представка од судија на Управен суд против јавен обвинител од ова специјално јавно обвинителство, во кој бара од него да се произнеси во кафана зошто била донесена некаква одлука пред неколку години во случај кој бил работен во Управниот суд. Исто Советот е на мислење и донесе заклучок дека тоа е непристојно однесување на таков јавен обвинител. Меѓутоа во оваа фаза одлучивме да представката биде испратена до јавниот обвинител Катица Јанева и истата да си превземе мерки против тој јавен обвинител. Дали, значи нејзина работа, ако оцени дека треба да се покрени дисциплинска постапка, или да го извести етичкиот совет на јавното обвинителство на Република Македонија, ќе причекаме, важно, уште денес ќе биде испратена таа представка до тоа јавно обвинителство. Ви благодарам. Имате ли заклучок за двете обвинителки? Значи, денеска утврдивме дека тие се избркани од работа, не се отстранети, како што кажува, заради намален обем на работа, може и тоа, меѓутоа односот е непристоен, непримерен и во најмала рака неетички. И така што на наредна седница, пошто повеќе од членовите на Советот барат да видиме колкав е обемот на работа, зошто се намалил и од кога ќе донесеме одредени заклучоци, ние ќе донесеме одлука за намалување на бројот на јавните обвинители, како што бара Катица, од 12 на 10. Меѓутоа на следна седница и ќе одлучуваме за судбината на јавните обвинители, кои се сега останати без работа, меѓутоа ќе ви кажам и тоа дека тие се уште се водат таму како вработени, не се одјавени. Велите дека има прекршување. Доколку има прекршување, можно да има санкција, сакам да кажам во таа смисла дали ќе покренете постапка за одговорност во конкретниот случај? Во овој случај ние сметаме дека таа треба да продолжи да работи и ако има одстапување, нема да покрене дисциплинска постапка, односно за неа дисциплинска постапка треба да покрени само републичкиот обвинител и виш јавен обвинител. Така е регулирано во Законот за јавно обвинителство, а знаете дека во член
еден од Законот за специјално јавно обвинителство е наведено дека се она што не е регулирано со специјалниот закон за тоа е јавно обвинителство, ќе се применува Законот за јавното обвинителство, овај нашиот закон, и ќе се применуваат други законски прописи од Република Македонија. Да, но законот исто така дефинира дека професионално таа одговара пред Советот на јавни обвинители. Секако, ние значи кажавме дека донесовме заклучок дека таа непрофесионално, неетички и незаконито ги отстранила двете јавни обвинителки, нас не извести по 5 дена. Таја во својот исказ кажува дека на вистина на крајот погрешив, требаше да ви известам, ама тоа во иднина јас ќе се трудам да контактирам со вас и да не донесувам вакви одлуки без вие да бидете информирани како Совет на јавни обвинители. Освен тврдењата и во двата случаи, дали имате други докази освен нивните тврдења дека тоа е точно? Извинете. И во двата случаи. Да? Освен тврдењата. Вистинската причина за остранување? Вистинската причина јас не можам да утврдам, таа вика дека е намален обемот на работа, меѓутоа начинот на кој се изфрлени со помош и на дури и на полицаец да помага при вадење на предметите и на брзина без да биде известен Советот и без тие да бидат известени благовремено, еве се ви кажува таквиот однос кој не е етички во најмала рака. Благодарам. Да постапува на според законот за специјално јавно обвинителство, има автономија да постапува и да одлучува со кој. Секако, значи, еве сега ќе ви кажам и тоа дека ние го почитуваме тој член, нејзин 6, на кој се повикува постојано. Да, има автономија, точно е тоа. Меѓутоа, во член 7 став 3 вика дека таја за своето професионално работење, за законитите дејства кои ги превзема, ќе одговара пред Советот на јавни обвинители. А на секој 6 месеци извештај ќе достава до собрание и повторно до Совет на јавни обвинители. Ви благодарам само на едно сите. општо прашање, Ви благодарам. Председателе, ве молам само уште. Уште едно општо е. Ве молам. Тука сме, ве молам една минута. Ве молам да ви. Значи токму околу ова што го споменавте. Како што стојат работите сега на 24 февруари ќе се распушти собранието, тоа е пред да стигне извештајот на Јанева до вас и до собранието. Според законот вие практично можете да побарате нејзино разрешување, но тоа секако мора да го помине собранискиот филтер. Дали цените дека е можно да се создаде некаков правен вакуум во случај да сакате да поведете дисциплинска постапка некаква околу Јанева, ако во тој момент е распуштено собранието на Мислам Република дека Македонија? тие се претпоставки и се уште е рано за такви драстични мерки да превзема Советот. Ви благодарам.